Приватниот центар за стимулација, раст и развој за деца со типичен и атипичен развој Старс на 1 октомври го одбележа своето успешно постоење од една година. Дефектологот, воедно и сопственикот на овој центар Александра Јорданов пред нашата камера раскажа за почетоците на создавањето на истиот. Започнавме многу скромно со една идеја која што ја реализиравме многу брзо, така што го добив грантот за самовработување од UNDP, Агенцијата за вработување на Република Македонија. Започнавме заедно со мојата колешка Лиле со дефектолошки и логопедски услуги, со што во текот на оваа година дојдов на идеја да се прошириме како тим и да воведеме нови иновацијски методи за работа со дечињето со атипичен и типичен развој. Часовите во овој центар од самиот старт се одвиваат индивидуално. Пандемијата од коронавирусот донесе промени и овде, при што биле принудени да го затворат истиот, но веќе од 1 јуни започнале повторно со работа. Во тој период, додека траја тие полициски часови и постегнати услови за работа, имавме обид за онлайн едукација со дечињата. Тоа беше еден проект кој што беше реализиран преку Македонското научно здружение за аутизам и УНИЦЕФ. Прилично добро одеа часовите, но сепак нели за работа со овие деца потребно е да работиме индивидуално и во 4 очи за да има многу поголем и подобар успех. Меѓу другото, таа онлайн едукација е многу контрадикторна, пред се поради тоа што ние како едукатори и терапевти се бориме оние деца да не користат таблети, телефони и смарт уреди, а сега ги седнуваме нели дечињата пред лаптоп. Логопедот во овој центар Лилјана Иванова пред нашата камера објасни како изгледа еден работен ден со децата. Бројката на деца останува иста, имаме моментално околу 30 дечиња кои идат на часови по логопед. Се одвива исто како и претходно, освен што додадовме секој детенце на влез на час му се мери телесна температура и се прави дезинфекција на нивните рачиња, но децата носат и маски. Часот трае 45 минути, секој час го одвиваме индивидуално, односно секој детенце работи само. После секој детенце имаме пауза од 15 минути, кога што правиме дезинфекција на просторијата и на сите дидактички материјали кои ги користиме во текот на часот. Единствено малце како проблем ни доаѓа тоа што јас како логопед артикулативните вежби, односно вежбите за добивање на гласови како РЛ, СЗШ, ги одвиваме по маска, па мораме одреден дел од часот да му посветам на детето внимание како да му објаснам дека тоа може да се направи со носење на маска. Како што вели Иванова, детската насмевка е неважното нешто за неа, како и напредокот кој што ќе го реализира. Секој дете и само е многу среќно за својот успех и многу е исполнето кога на крај ќе му дадеме диплома. Тоа нема нешто што може да се опише повеќе од детската радост и колку тоа ти исполнува. Инаку од страна на Фондот за иновации и технолошки развој, одобрена апликација поднесена од овој центар со која што е добиен грант од 29.000 евра. Со овие финансиски средства се набавени повеќе апарати кои што ќе олеснат работата со децата и ќе овозможат голем напредок за нивната иднина.